Обвинителството и антикорупцијска да испитаат зошто Венко Филипче од позиција на министер за здравство криел дека поседува 5 стана, кои ги пријавил сега од позиција на пратеник и лидер на опозицијата. ВМРО ДПМН бара обвинителите и антикорупционерите веднаш да се фатат за работа и да испитаат зошто Филипче не го пријавил имотот кој го имал стекнато пред да стане министер за здравство. Загрижува молкот и од надлежните институции. Доволно е да се погледнат двата анкетни листови на Филипче од 2018 и 2024 година. И ќе се дојде до едноставен заклучок дека имотот кој го поседува сега е стекнат пред 2018, но тоа не го пријавил кога станал министер. Уште пофрапантно е што пак имотот кој го пријавил во 2018 година не го пријавил сега, а ниту пријавил остварени приходи од продажба. Апелираме ДКСК веднаш да отвори предмет и јавното обвинителство да поведе постапка за Филипче. Од ВМРО ДПМН велат и дека кај Филипче во најновиот анкетен лист нема недвижен имот кој го пријавил во 2018-та, а вреди над 600.000 евра. Прашуваат каде е тој имот, а доколку е продаден, зошто не биле пријавени парите. Недвижниот имот кој Филипче пак го пријавил во 2024 година, а потенцираме е стекнат пред 2018, согласно достапните информации, може да се процени на над 700.000 евра. Дали Венко Филипче криел имот и при тоа заборавил што пријавил во 2018 година? Колку уште имот крие Венко Филипче? Ако се собере вредноста на недвижниот имот на Филипче од 2018 и 2024 година, се доаѓа до сума од над 1 милион евра. Побаравме стафи од СДСМ околу овие обвинувања на ВМРО ДПМН, сепак ни одговорија дека немало да даваат изјава за овие случувања и ни кажаа да се повикаме на нивното соопштение од пред неколку дена, каде конкретен одговор на тврдењата кои ги објави владачката партија нема. Велат Филипче пријавил се што има во својот анкетен лист, а ВМРО ДПМН се користеле со лаги и манипулации.